Состојбата со откупот на оризовата арпа е катастрофална. Цената од 18 до 20 денари за килограм арпа, без влажност и квалитет кој нуди 50% рандаман, е најниска во последните 10 години. Откупувачите ја намалија откупната цена под изговор дека нема пласман за оризовата арпа на домашниот и странскиот пазар. Ова за производителите значи дека работат со загуби, тоа голема загуба овие последните 2-3 години. Кога бевме во Министерство за земјоделие, баравме производна цена која ја усогласивме дека е околу 25 денари, мада моментално и таа цена е многу ниска во однос на препаратите и на вещите ѓубрива. Меѓутоа, за жал, ние како земјоделци тука не можеме ништо, ние само може да произведуваме. И таа цена сега од 25 денари никој не можеме да дојдеме до неа до производна, а камоли да рачунаме дека ќе имаме и некоја добивка било каква. Со реконструкцијата на владата се очекува да дојде до промена на ресорниот министер, а со новопоставениот Максимо вели дека ќе има само една точка на дневен ред – одредување на откупната цена на арпата и белиот ориз. Пред известен период, неколку години назад, оризовата арпа беше 40, белиот беше 80. Сега имаме оризова арпа за 20, а бел имаме од 120 до 150. Значи тука несватливо е за нас оризопроизводителите како може таков дибаланс да има меѓу цените, а државата воопшто да не реагира. Затоа ќе интервенираме кај министерот час поскоро да направи како може да дојде до таква цена од 120 денара на пазарот, а 20 дена кај откупувачите, односно кај оризопроизводителите да ни го земат. Скоро половина од минатогодишната реколта стои по амбарите, а за 2-3 месеци стартува овогодинашната жетва. Доколку во најкраток може рок не се издаде заеднички прифатливо решение, Максимов смета дека новата реколта наместо да им донесе профит, ќе им биде терет, зашто ќе нема каде да се складира, па голем дел од родот ќе остане и во нивите. За Сител, Траје Ристовски.